Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Томе гледаше како дедо ми изработува дрвени фигури за сцена. Изгледаа како вистински. Овчарите, Јосиф и Марија и бебето Исус. Како што минуваше времето, тој се измори и заспа. Тој ја сонуваше шталата во Витлеем. Оф, си помисли Томе, јас навистина можам да се доближам до јаслите. Се приближи и одеднаш се натажи. Потоа Исус му проговори. Зошто си толку тажен? Затоа што не ти донесов подарок. Не биди тажен. Јас од тебе сакам само 3 нешта. Ке ти дадам се што имам. Мојот електричен воз, моите компјутерски игри и... Не, тоа не е она што јас го сакам од тебе. Тоа не е причината поради која дојдов од небото на земјата. Тогаш што? Дај ми го твојот последен тест по математика. Но за него јас добив тројка. Го сакам токму поради таа причина. Сакам секогаш да ми го донесеш тоа што не ти е доволно во твојот живот. Ќе го направиш ли тоа? Да, ќе го направам. Вториот подарок што го сакам е твојата чинија за житарки. Не можам да ти ја дадам, бидејќи ја скршив. Ја сакам токму поради таа причина. Сакам секогаш да ми го донесеш тоа што е скршено во твојот живот. Ќе го направиш ли тоа? Да, ќе го направам. Сега, во врска со мојата трета желба. Томе, го сакам одговорот што ја го даде на мајка ти кога те праша како ти се скрши чинијата за житарки. Тогаш Томе почна да плаче и срцето му беше скршено. Јас ја излажав. Томе, твоите лаги, твојата непокорност, секое злобно нешто во твојот живот, можеш да ми го дадеш мене, целиот твој живот. Јас ти простувам и ќе ти помогнам да живееш на правилен начин. Јас секогаш ќе бидам со тебе и ќе ти го покажам патот во животот. Го сакаш ли тоа? Томе многу го сакаше тоа. Оттогаш тој веруваше во Исус и му беше послушен. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!